Почитувани сограѓани, изминува и последниот ден од изборната кампања во која ДПМНЕ и Илиовски се излегоа со препишана програма од изминатите изборни циклуси. При тоа заборавајќи дека тие проекти досега требаше да бидат направени. Конечно имаа шанса да покажат дека Битола им значи, но тие по примерот на Талески продолжија со староновите лаги. Без грам срам и доблест, проектите кои им ги ветија на битолчани пред многу години повторно ги ветуваат. Топлификација и гасификација, стадион под Тумбекафе, изградба на прочистителна станица, полигон за обука на возачи, изградба на катни гаражи, копанки, покриен базен, хотелски комплекс Нижополе, реконструкција на железничката пруга, се дел од проектите кои останаа само лажни ветувања од ДПМНЕ и Талески. Офицерскиот дом, кој го ставија да пропадне и кој сака да го продадат, сега наводно ќе го реновираат. Училиштата кои ги затрупаја во долгови од околу 2 милиони евра, сега нив им биле приоритет. Почитувани, локалната власт на ДПМНЕ во изминатите 12 години од Битола направи град со спорт во изумирање, стопанство на колена, најзагаден воздух во Европа, раскопани улици, запоставен универзитет, град од кој младите масовно се селуваат. И наместо да соберат храброст и да им се извинат на битолчани за тоа што им го направија, тие до вербата решија да ја побарат во Зоран Илиевски. Човекот кој ќе остане запаметен по тоа што во неговото директорување во Водовод изврши најголемо поскапување на комунална услуга во историјата на Битола. Покрај поскапувањето на водата за цели 110%, како пратеник во Собранието на Република Македонија дозволи парите на битолчани да се трошат за Скопје 2014 година и не водеше ни малку грижа за Битола. Вакво зло на нашиот град не смее повеќе да му се повтори никогаш. Затоа сите масовно на 15 октомври со заокружување на бројот 19 да ставиме крај на една мрачна ера, бидејќи Битола заслужува многу повеќе. 19 за живот во Битола. Ви благодарам.